за итни мерки и долгорочни решенија за заштита на животната средина во Струмичката котлина, итно намалување на загадувањето со вонредни краткорочни мерки, привремена забрана за работа на индустриските погони со висок степен на загадување, додека не се инсталираат филтри и не се потврди усогласеност со еколошките прописи, контрола на согурување опасни и несоодветни материјали во пластениците и индустриските објекти со 24-часовни патроли, користење на рачни мерачи и дронови, итно затварање на диви депонии кои испуштаат токсични гасови, нивна санација и физичко обезбедување на локациите со камери и бариери, зачестена контрола на нелегална сечена дрва, воведување јавен регистар за легални лиценци и подрачја, забрана за дотур и пуштање во промет на огромно дрво што не е одстоено во склад 8 месеци од денот на сечење, формирање на специјален интервентен буџет за социјално ранливи категории на семејства што веднаш ќе добијат еднократна помош во форма на огревно дрво и ќе подлежат на контрола на начинот на загревање на домот. Санкционирање на сите индустријски и други загадувачи, итно издавање на прекршочни и кривични пријави и високи казни за правни и физички лица кои согоруваат несоодветни материјали или не ги исполнуваат еколошките стандарди. Ревизија на дозволите од сите категории, на сите индустријски погони и привремено затварање на оние што немаат филтри или немаат филтри, ама ги надминуваат дозволените емисии до коригирање. Јавна објава на листата на санкционирани компании на општинската веб страница и преку логалните медиуми. Правна и регулаторна рамка. Измена на Законот за заштита на животната средина со повисоки казни и обврзни инспекции на индустријските погони и оранжерии. Претварање на препораките од Министерството за животна средина во задолжителни мерки со рокови за имплементација. Формирање сектор за животна средина во рамките на општината со вработување експерти кои ги имаат пошироки ингеренции. Носење на закон за индустријски емисии и примена на целосно автоматско 24-часовен мерен систем со јавно отворен пристап за информирање на секоја емисиона точка на сите капацитети со А и Б интегрирана дозвола. Инспекција и контрола. Вработување минимум на 4 нови инспектори за животна средина и обезбедување на нивна обука за користење современа опрема. Формирање мобилни патроли за контрола на загадување во соработка со полицијата и инспекторатот за животна средина. Остра контрола и неделни инспекции на индустријските погони, пластениците и согрувачките постројки. Контрола на дивите депонии и нивна брза санација. Поставување камери на депонијата за постојан мониторинг. Мерење и мониторинг на загадувањето. Поставување мрежа од 50 индикативни мерни станици во критични зони, приоритетно околу индустријските капацитети и училиштата. Набавка на 6 рачни мерачи за загадување и специализиран дрон со термална камера за ноќни контроли. Редовно земање проби од оџаците и согрувачките постројки со анализи од акредитирани лаборатории. Обезбедување на годишен буџет за најмалку 100 проверки од меѓународни акредитирани лаборатории. Инвестирање во централно државна акредитирана лабораторија за испитување на загадување на животната средина. Заштита и унапредување на животната средина. Зголемување на бројот на мини паркови низ градот и идентификација на нови зелени зони во новиот ГУП. Засадување 100.000 нови дрвца
секоја година и обновување на веќе посадените, но и сушени садници со редовно одржување преку општинскиот буџет. Ревизија и зголемување на зелените појаси околу индустриските зони и главните патишта.